Почитувани сограѓани, програмата на ВМРО-ДПМН е насловена Проверено. Токму во ова е силата на ВМРО-ДПМН. Секогаш проверено, транспарентно, подготвено со стратешки и приоритетни цели, со комплетна визија, со можни реални решенија, со конкретна програма креирана од потребите и идеите на народот. Свесни дека најголемата надеж на било која земја е во соодветната едукација на младите, во изминатиот период посветено се концентриравме на реформите во образованието. Ќе истакнем само одредени разлики, бидејќи сите знаеме дека има разлика. Секое семејство е вклучено директно или индиректно во образовниот процес. Секое семејство знае и чувствува дека денес имаме бесплатно образование за основните и средните училишта, проект кој се реализира претходните 5 години. Се воведе и бесплатен превоз за учениците кои живеат над 2,5 километри оддалеченост од образовните институции. Како никогаш се инвестира во изградба на нови училишта и реконструирање на веќе постоечките, се градат нови спортски терени и сали. Од 2006 година до денес изградени и реконструирани се вкупно 287 средни и основни училишта во Македонија, а на неколку се работи. Значително се подобрија условите за образование на вкупно 133.733 ученици во Република Македонија. Во Штип беше реконструирано подрачното училиште Тоша Арсо во населбата Македонка. Дневникот, информирање на родителите преку СМС, транспарентноста на училиштата, компјутер за секое дете, проект за превод на учебници од најреномираните универзитети, потоа доделување на 737 стипендии во 6 различни категории се само дел од веќе реализираните активности и проекти кои докажаа дека грижата за младите е нашата приоритетна цел. Но реформите продолжуваат. Во наредните 4 години новата програма на ВМРО-ДПМН предвидува набавка на 300.000 таблет компјутери кои ќе бидат наменети за сите средношколци и основци. Првите таблети ќе бидат доделени во средните училишта, а потоа ќе бидат опфатени учениците од 5 до 9 одделение и на крај од 1 до 4 одделение во основните училишта. Со ова нашите деца ќе добијат современа интерактивна настава која ќе резултира со поголеми постигнувања и успеси на учениците. Активно ќе се продолжи со реконструкција на капацитетите за сместување на студентите. Во Штип треба да го споменеме најуспешниот проект на владата во високото образование, а тоа е отварањето на Универзитетот Гоце Делчев, кој дефинитивно ја смени сликата на Штип и му го донесе епитетот универзитетски град. Почитувани, ова е само мал дел од вкупно 2046 проекти содржани во новата програма на ВМРО-ДПМН. Честно, отчетно со дела. Има разлика. Вие знаете да ја препознаете.